Здраво на сите, јас сум Слагена Вујошевиќ, а мојот денешен соговорник е Драгана Костадиновска-Лошкова, актерка во Македонскиот народен театар во Скопје. Добре дојде, Драгана. Здраво. Здраво, Слагена. Здраво, Джаджа, ке те викам нагалено, може? Може, договорено. Ти благодарам многу што ја прифати поканата да бидеш дел од овој серијал на интервјуа и да ги споделиш со нас своите доживувања, ставови, размислувања за театарот во време на пандемија. Фала ти, моите пандемски размислувања. Да. Па првото прашање, што значи да се биде актер во време на пандемија? Како го доживеа затворањето на театрите и како ти мина полициските часови? Да, прво да ти заблагодарам за поканата и за идејата воопшто да ги направиш овие разговори. Кој што мислам дека е многу добро заради тоа што имаме прилика да разговараме за тоа што го работиме, за тоа што го сакаме. И сепак е некаков начин да останеме во контакт со нашата публика, така да ти благодарам за убавата идеја и за тоа што си се решила да ја реализираш. Благодарам. Да. Што прифати, бидејќи без вас ова нема да биде тоа што е. Сега за моите размислувања, пандемски размислувања, ова веќе трае толку долго што веќе можеме секој да си препознаеме и фази низ кои што поминувавме целиот овој период, кои што не знаевме колку ќе трае, а очигледно и не ни знаеме уште колку ќе трае. Така, сега кога ќе се навратам назад, нели беше прва фазата каде што не знаевме што се случува, бевме исплашени, буквално како на некој survival mode да бевме стаени. Се дезинфициравме хистерично, мислевме дека со поглед се пренесува вирусот и една таа фаза на исплашеност, па тоа нешто што ни се случи, предпоставам на многу генерации што сега живеат, дека прв пат им се случува да доживеат полициски час, да доживеат карантин и сето тоа веројатно, мислам, како секој од нас поминувавме во фази во кои што мислевме добро, сега еве еден период каде што ќе успориме, па ќе погледнеме во себе, ќе се соочиме со некои дилеми, ќе ги разрешуваме внатре во себе. И тоа беше еден убав период, меѓутоа траеше доволно и сега во принцип сметам дека секој човек кој што одбира една професија, особено ние уметниците, актерите, во голем дел себе реализацијата и смислата на својот живот ја наоѓа во работење на истата професија, особено ние уметниците, ќе кажам, заради тоа што ние многу често и работиме за да се чувствуваме реализирани, понекогаш не ни е битна дури ни материјалната сатисфакција од тоа, туку само личната сатисфакција од нашата работа. Така да мислам дека овој период ни дојде многу тешко, особено заради тоа што и не гледаме во догледно време дека ќе заврши. Кога ќе веќе да го замислам следниот пат кога ќе стапнеме на сцена облечени во костими, во шминка, инспициентот да најави почеток на представа дека влегла публика е нешто што во моментов мене ми се чини толку недостижно, толку ми се чини некаде далеку во иднината заради тоа што на начинот на кој што се одвиваат работиве. Така да тоа се тие некои фази. Ми беше драго што ми дојде при рака една книга која што неодамна ја прочитав на Виктор Франкл, се вика Man's Search for Meaning. Сега мислам дека таа нема, колку што знам јас нема македонски превод, така да слободно, во мој слободен превод би била Потрагата на човекот за смислата. И
ми се допадна што сега ја прочитав, затоа што станува збор за авторов кој што е психотерапевт и поминува 3 години во концентрационен камп во Аушвиц, после уште некој во Втората светска војна. И после тие собствени доживувања развива свој правец во психологијата, кој што се заснова дека за секој човек за да може да живее мора да најде смисла, да има некоја цел кон која што стреми, инаку не може да има смисла и не може да преживее. И интересното е зборува за тоа дека тие затвореници кои што останале читави, кои што преживеале и ја дочекале слободата во концентрациониот камп, е тие кои што сепак во тие услови нашле некаква цел кон која што се стремат или мечтаат или некаква смисла, за разлика од тие кои што се откажале и рекле нема што повеќе да очекуваме во овој живот, и тие повеќе посегнале кон или апатија и депресија, се откажале од животот, или пристапиле кон самоубиство. И мислам дека тоа е многу крајна ситуација за која што збори, меѓутоа мислам дека и ние се наоѓаме во една екстремна ситуација. Соочени, мислам, нашата генерација, многу генерации сега ја доживуваат и предпоставам дека нема да ја доживуваме пак, се надевам. Меѓутоа тоа така го поврзувам дека многу е лесно, многу луѓе предпоставам дека изгубиле работа, им се расипале многу планови поради оваа ситуација. Баш се во некои луѓе од нас се во различно тешка ситуација и различно ги погодува кризата, и заради тоа што толку глобална, мислам дека дури и не сме свесни колку делува на нашето ментално здравје. Меѓутоа, ми се допадна што ја читав таа книга, која што ми направи едно поврзување дека сепак во најчудните и екстремните услови секој од нас може да најде една цел кон која што ќе се стреми и преку која ќе може да читав да излезе од сетово. Предпоставувам дека може би за тебе и за твоите колеги од представата Илузија на некој начин тој проект. Тоа значи или? Да, баш тоа значи. Тоа сакав, тоа јас многу пати го зборувавме во процесот, дека за мене тоа беше нешто како life saving, како буквално мислам дека ми го сочува менталното здравје. Многу пати кога разговаравме, зашто нели е тоа виртуелна представа за тие што не ја гледале, многу пати кога разговаравме за театарот, јас едноставно не можев да си ги соберам, да не ги искажувам моите автентични и искрени потреби, дека јас сакам да бидам на сцена, дека сакам да продолжи секако што е, меѓутоа едноставно тоа не може. И на крајот толку ми беше значајно што ја направивме таа представа, затоа што баш е една така во моментот на професионален план ја наоѓавме нашата смисла за реализација. Така, ето за тие кои што не се запознаени, тоа е представата Илузија, виртуелна представа во режија на Нела Витошевиќ, во продукција на Вондерленд театар. И следното моје прашање е всушност поврзано за процесот за подготовка на овој проект, односно со оглед на тоа дека сите бевте приморани да работите од дома, на некој начин бевте приморани приватниот простор да го претворите во работен простор. И мене баш многу ме интересира како изгледа тој процес на трансформација на собата во која што секојдневно живееме во всушност простор во кој што треба да се твори уметничко дело, да се создаде. Да. Интересно е што го почнуваш прашањето од просторов, заради тоа што сега пред да го почнеме разговоров, почнав ни собава да барам некој агол кој што ќе биде поинтересен за нашиот разговор, и барав
и не најдов нешто што естетски подобро ќе изгледа и сега овдека од каде што разговаравме е тој агол, односно просторот каде што е снимена најголемиот дел од мојот дел од представата. Така да кадрите се исти, само костимот ми е различен. Инаку, ако ја гледаш представата, ова е тој кадар. Така да, во таа смисла тоа, добро е што ние сме си луѓе кои што си мечтаеме за некакви, секогаш за некакви светови можности, за некакви карактери и улоги, така да од ова аголче излези представата. Пред се за илузии, сакам да кажам дека многу сум и благодарна на Нела и многу ми се допаѓа таа нејзина волја за истражување и за газење на непознат терен. Таа ни се обрати, во почетокот бевме јас и Ивана Павлаковиќ, ни се обрати дека дали сакаме нешто да работиме. Нормално ние ентузијастички се сложивме на тоа, меѓутоа мислам дека кај Нела како кај режисер е многу благодарно тоа и многу драгоцено што има една волја која што и желба и да гази по непознат терен, да ги инспирира тие кои што се уклучиле во таа мисија со неа и навистина една стварно не знам друг збор кој да најдам, силна волја која што ги држи луѓето до крај, до крај на процесот. Ние останатите со Никола Настовски и Исмет Шабановиќ, мислам ние сите бевме воодушевени дека ќе работиме и кога ќе се најде таква една компактна екипа, тогаш тоа мечтање, тие предлози, едноставно тоа тече како извор. И навистина беше многу ми е интересно што од оваа перспектива веќе, затоа што мислам дека тоа беше во март почнавме да го работиме. Сега сме јули. Веќе е тоа нешто што се случи малце одамна и веќе можам да се сеќавам на него како со една носталгија. И туку ми е, дури имаше се уште грејење, уште беше ладно времето. И туку ми е убаво кога ќе се сетам, мислам, едноставно не можеш да замислиш никогаш во животот да си замислил дека таков процес ќе направиш. Значи можеш да замислиш некој каков експериментален театар на сцена, меѓутоа дека ќе правиш представа од дома во полициски час, во карантин, тоа не знам кој можел да го замисли. Така да сега веќе на тоа се сеќавам како некои многу убави времиња. А така баш ме интересира кои се предностите, кои се недостатоците во процесот на работа од дома, кога би се споредило со процесот на работа во театар, со сцена, со сценографија набавена од сценограф, со костимографија набавена од костимограф, со буквално простор кој што е широк и најнаш сега сме сместени во една соба, 4 зида, се удираме од каучот, треба да го изместиме каучот, баш од оние технички работи, како се одвиваше тој процес? Мене што можам да кажам што многу лично ми фалеше, на што сум навикната во смисла на театарски процес, а тоа е нели да првин да си отидеш до гримјорната, да си направиш едно кафе, па да се соберете со колегиве на сцена, да кажувате смешки, некои работи и дури тогаш да почне. Мислам сето целиот мислам тоа сцената и сигурно си го почувствувала, ја понекогаш вака правам со завесава. Ќе застанам позади завеса и викам сега кога ќе трнеш завеса, тука се може да се деси. Мислам некако е стварно некако посебен простор, знаеш. Како се е возможно и се е дозволено таму. Тоа како ритуал ми фалеше, заради тоа што фала Богу, ние треба да бидеме многу благодарни што во оваа криза, во оваа пандемија ги имаме сите овие средства за комуникација, така да комуникацијава со колегиве на некој начин се доби.
Сега, ние, што е разликата? Театарски процес трае 2 месеци најчесто, па ја пробуваш една сцена, па трајува, тоа ќе легне, ќе преспие, уште еднаш ќе ја пробаш, па ќе имате некои разговори. На некој начин поинаку зрее. Поинаку зрее целиот продукт. Меѓутоа, не можам да кажам додека баш сега ние го снимавме театарскиот процес, кој што сметам дека е направен со театарски средства, заради тоа што нема тако филмски пристап на кадрирање, на дублови, на некој начин го снимавме театарскиот процес. Не можам да кажам дека во тој момент се осеќа фрустрирана дека не е класично поставување. Кое е твоето мислење за онлайн прикажување на веќе одиграни представи? Знаеме дека скоро сите театри во Македонија, а и театрите од надвор, прикажуваат веќе одиграни представи на интернет платформи и публиката можеше да остане во контакт со актерите преку екраните. Како, дали изгледа неколку вакви представи, како ги доживеа како гледач, или може би изгледа некои твои представи, па како ги доживеа и како актер и како гледач? Во овој период дефинитивно мислам дека беше позитивно тоа што се прикажува онлайн представи снимени, со тоа што подобри беа тие кои што се внимавало како се снимаат. Значи, за да биде еден финален продукт кој што ќе може да се прикажува. Една од позитивните работи на овој период што се случи е што имавме пристап кон архиви на некои институции и можевме да видиме такви работи кои што јас не можев да си поверувам дека некогаш да имаш толку отворена архива да гледаш се што сакаш. Например, во почетокот, и тоа бесплатно во почетокот, многу уживав во концертите на Берлинска филхармонија, сега тие ги затворија, веќе не се бесплатни. Исто така ми беше голем феномен да секој ден Метрополитен опера пушта по една опера од различни периоди, прекрасно снимени. Тоа ми е како така нешто, најмногу ми премерак периодов и секој ден се гледам по една опера и не знам како го откривам тој оперски чин на посебен начин. Секогаш се чудам, ние сега кај нас се доделуваат улогите според некој логичен кастинг, или ако не е логичниот кастинг, треба да има некаков концепт. Кај нив според бојата на гласот. И јас прво не можев да се навикнам како некој што не одговара за улогата. Ја игра таа улога и сега гледам како полека се навикнувам и уживам во тоа. И многу представи од цел свет, особено од Европа, кои што, например, некои театри кои што сакаме да ги гледаме, представите Шаубуне, Фолксбуне и други театри. Исто така гледав неколку представи од руски театар во Новосибирск и прекрасни представи, така да никогаш немало да ти текне дека ќе имаш прилика да ги видиш тоа е позитивната страна од ова криза. И тоа мислам дека е дефинитивно позитивно. Особено кога се добро снимени. Да. А дали имаше можност да изгледаш други представи од тој тип како што е вашата виртуелна представа? Дали може би го погледна проектот, интернет проектот, перформансот тој таа на театар од Велес, или може би погледна некои представи од другите земји? Да, ги гледав сите епизоди на Велешки театар на тој таа. Ги гледав многу интересни од странство, од многу театри и продукции. И мислам дека тие, вклучувајќи за нашата дебатите што се појавија, дали е тоа театар или не, или какви средства се користат, мислам дека се во периодов излишни.
заради тоа што во периодов беше многу битно и е се уште битно да се понуди некоја содржина, да се направи нешто за да можеме ние да се чувствуваме реализирано, за да можеме ние да се реализираме и за да можеме да останеме во контакт со публиката, а публиката да има достапност до содржини, културни содржини, кои што се многу битни за менталното здравје на еден човек, заради тоа што човекот има потреба да гледа, да има достапност до други работи освен вести и да. Кои се твоите планови како актерка до следното отворање на театрите? Можно ли е да се планира во овој период? Очигледно не е можно. Очигледно не е можно. Станува збор за нешто што е виша сила. Сега ситуација која што многу зависи од нас, меѓутоа како што гледаме како стојат работите, дека кај нас не ја хендламе баш многу добро. Веројатно немаме доволно голема свесност за последиците што ги остава кризава кон економијата, културата, кон луѓето. Едноставно ние не можеме затворени да седиме секој ден, односно недогледно долг период, така да мислам дека од секој од нас треба стварно да има голема свесност за тоа дека треба да се пазиме и да ова што поскоро да заврши, меѓутоа тоа се други теми. Не можеме да знаеме кога се ова ќе заврши, за жал. Ние со екипата на што ја направивме виртуелната представа Елузии, размислуваме што да работиме нешто ново, онлайн или не знам која би можела да биде друга форма во моментов која што може да вклучи публика. За жал, публика во овој период се уште не доаѓа во предвид. Така да размислуваме, работиме, многу често се среќаваме пак на Zoom, имаме проби, така да сигурно дека ќе понудиме уште некоја содржина и мислам дека цело лето ќе работиме, надевајќи се дека на есен и ќе продолжиме да работиме, меѓутоа и надевајќи се дека ќе се вратиме во театар. И тоа ќе сепак ќе имам се уште прилика да гледам други содржини на интернет од светот, да гледам филмови, да читам. Интересно е тоа што, например, тоа го приметив дека во овој период воопшто немам потреба од тоа да се разведрувам со некои содржини. Баш и повеќе ме привлекуваат и филмови и некои серии кои што обработуваат некои крајни ситуации човечки приказни. Веројатно јас, а и повеќето луѓе имаат потреба да ги испитаат границите веројатно на своите чувства, на својата издржливост, повеќе да нурнат во себе. Мислам дека на повеќе луѓе тоа им се случува. Немаме потреба баш нешто посебно да се разведриме, туку да влеземе во подлабока анализа на нештата. Доста интересно размислување, да. Што мислиш, како би се справиле со оваа ситуација големите уметници кои што може би те мотивирале или инспирирале во твојот развој како актерка? Еден Станиславски, може би, или еден Гротовски, Мерхолд, Брехт. Да. Со овие технички можности, буквално како да се од 21. век, тие уметници од минатите векови. Да. Една од работите зашто мислам дека во овој период, без разлика дали се сложуваме, дали онлайн содржините, тие виртуелни содржини се театар или не се театар, една од причините зашто мислам дека мора да се прават е заради тоа што културата се обликува од
околностите низ текот на историјата, така да ние сме должни сега да оставиме еден слој, како да кажам, на културна традиција од цел свет што сме наследиле. Значи, сега сме ние во вакви услови, во пандемија, ние мораме да твориме и да оставиме еден слој кој што, не знам, може би понатака, како што сега ти ме прашуваш, што би правеле тие, или понатака во иднината, гледајќи кон историјата, ќе се зборува за тие и ќе се анализираат тие продукти кои што се направиле сега, како што изборуваме, не знам, што правил Шекспир во 16 век додека била чумата, нели, баш додека ја правевме илузии, разговаравме дека тој па биле и тогаш затворени театрите и тој одлучил да не пишува за секојдневието со кое што луѓето биле товарени, туку си пишувал на некои теми кои што се до денес актуелни ги читаме и ги обработуваме. И можеби така во иднината историски гледано ќе се зборува за театарот кој што сега се произведува. Мислам дека тие луѓе кои што ти ги наброја, а јас кога зборувам за луѓе кои што кога мислам на луѓе, односно човек кој што влијал на мојот развој како актер и кој што многу го сакам и го почитувам, е мојот професор Кирил Ристовски. И кога ако се сетам, например, и на сите овие што ги набреа, а и на него, јас сум сигурна дека тој веднаш би се сложил да работи нешто што не му е познато. Заедно со мојот професор Владо Цветановски. Така, баш. Добро, да, исто, мислам, скоро се служам добро што го спомна, заради тоа што тие двајца, како деца, што играчка што не виделе, така ќе му пристапат на се тоа што се случува. Мислам, сигурна сум дека нема да дебатираат дали е театар, дали не е, дали треба да се прави, мислам дека ќе се прави. Така, да. Се согласувам тука дефинитивно со тебе. Да, ова е и на некој начин последното прашање до тебе, од мене. Доколку овие досегашни прашања не ги опфатија твоите размислувања и ставови за театарот во време на пандемија, своја слободата да се доискажеш или можеби да упатиш една порака до, веќе ги спомена, постпандемските актери, можеби едните генерации, некоја порака од ова време? Интересно ми е тоа и мислам дека треба да го задржиме тој тренд. Мислам дека сега колку што зборуваме со некои колеги за театар, не сме зборувале во, како да кажам, мирнодопски, односно во нормални услови. Мислам дека тоа така треба да продолжи. Едноставно, некои работи, мислам дека сега мораме да го искористиме моментот и енергијата која што се пројавува од овој процеп на нова нормалност и стара нормалност, кои што претходно беа малку застоени. Некако бевме тргнати по некој истапкан пат, по нешто како веќе застоени бевме. Немаше некако свежина, свежа енергија. Сега не е ништо нормално. Многу е тешко, меѓутоа мислам дека луѓето имаат многу со тие кои што јас сум зборила, имаат многу повеќе потреба да прават, да разговараат за театарот, за уметноста, како што претходно не се случуваше. Претходно многу ми беше жал што можевме да седиме со колеги да разговараме за се, освен за театар. Меѓутоа сега тоа како да се раздвижува и мислам дека тоа треба да се искористи како една креативна енергија, како креативна можност и да не се пропушти. Благодарам многу што ја прифати поканата, што сподели толку исцрпно за сите своји доживувања во изминатиот период
И се надевам се ја гледаме повторно и правиме една ретроспектива на овие настани со убава и позитивна енергија и дека се ова завршило. Фала ти уште еднаш за поканата за ова прекрасно неделно утро. Така да секако се гледаме и се надевам во некој проект да работиме заедно. И јас се надевам. Така. Посакувам убав ден. Ајде, убав ден и на тебе и убави разговори.